Добре дојдовте во втората сезона на Уелкит, подкастот во кој што зборуваме за добро состојба на работно место и што е потребно да се создадат поздрави работни средини. Во секоја епизода зборуваме за наука, за психологија, за бизнис, за лидерство и што е она што овозможува да функционираме добро, да бидеме мотивирани, но и бизнисите да функционираат и да бидат профитабилни. И разговараме со експерти кои што спојуваат науката со праксата, се со една цел да можат организациите и вработените да се развиваат и да работат добро. Уелкит е овозможен од Фиткит, апликацијата која што ја напредува добросостојбата во корпоративниот свет преку овозможување на персонализирани и флексибилни решенија за ментално и за физичко здравје. Јас сум вашата водителка, јас сум Ана Костовска, лиценциран психолог со долгогодишно искуство во развој на организации и луѓе. Денес во оваа прва епизода во втората сезона го имаме како гостин Павле Зимбаков, човек кој што долги години работи со компании, со менеджментот на напредување на нивните менаџерски вештини, со вработените во напредување на комуникацијските вештини, генерално на создавање на работни средини во кои што е убаво да се работи и каде што има резултати. А денес ќе зборуваме за една активност која што многу често се прави во компаниите, ќе видиме како конкретно се работи за тимбилдинзи и ќе зборуваме за тоа што се точно тимбилдинзите, кога се добри, кога прават повеќе штета отколку корист и како тие влијаат врз добросостојбата и мотивацијата за работа. Павле, добре дојде. Добро ве најдов, Ана, ти благодарам многу за поканата, чест ми е задоволство да бидам твој гостин во овој серијал кој што го работиш. Фала ти уште еднаш што си тука. Ајде малку пред да навлеземе во тимбилдинзите, малку да ни кажеш за твоите почетоци, како стигна да го работиш ова што го работиш денес, какви ти се искуствата до сега? Генерално работам со позитивни и за позитивни искуства. Почнав многу одамна, 24 години наназад, некако почна сето тоа на мака, требаше подготвам мој тим на луѓе со кои што треба да работам, да ги подготвам и одделот на стручност на продажба и одделот на начинот на комуникација. Па така некако ја скоцкав првата презентација со која што почнав да работам. Од друга страна, некако ме завлече моментов на тоа да направам презентација, да видам што е обука. И решив дека она кое што го работам можам и да го пренесувам, тоест она кое што го знам можам и да го пренесувам. Па така почнаа да се развиваат и повеќе работи околу делот на тоа што ќе работиме, што ќе предаваме и дојдовме и до делот на тоа да видиме како да направиме тоа и низ забава, па сепак да извлечеме некаква поента, па почнав и со тимбилдинзи. Што им е од тоа што си го видел до сега на луѓето, што им е најмногу потребно на работа? Ако збориме за делот на обука, јас секогаш велам дека основата на секој вработен, тоест на секој живо битие, треба да биде комуникацијата и треба да биде ефективна комуникација. Често минатата недела имав 2 групи за обука на кои што им држав ефективна комуникација и често го почнувам денот со тоа дека супер што научивме да збориме некој до 2 години, некој дури и порано, меѓутоа не е тоа комуникација. За да биде ефективна комуникацијата ни треба малце повеќе. Така да сметам дека основата за било што да почнеме да работиме е комуникацијата, да научиме прво како да комуницираме едни со други со оглед на тоа дека сите сме различни. Колку добро комуницираме? Генерално вака од твое искуство. Вака добро комуницираме, не е дека сме лоши, меѓутоа знаеш како во даден момент доаѓаме до ситуација, јас исто еден како примерите ги кажам, сите ние во повозрасни години имаме возачка дозвола и по 15 и по 20 години со доказ сме положили сите тие работи, меѓутоа на крај на ден на сите некогаш не се случува да тргнеме во втора. Така да тоа не значи дека не знаеме да возиме, него едноставно ни кажува само дека знаеме да направиме превети грешки. Истото и со комуникацијата. Секаде постојат правила, некогаш мислејќи дека сме многу добри, ги прескокнуваме дел од правилата, не обрнуваме внимание на нешто кое што може да биде клучно и многу битно во комуникацијата. Да, зборуваме, меѓутоа зборувањето не е во суштина комуникација. За комуникација постојат правила, постои начин како треба, што сакаме да постигнеме и така натаму. На кои правила поточно мислиш? Вака са не мора презентација цела, меѓутоа генерално кои би биле тие основни правила на кои што треба да внимаваме? Ајде вака, еве еден пример.
често доаѓаме, значи многу често се среќавам со ситуацијата дека луѓето на пример не можат да ги поделат прашањата на отворени и затворени. Значи многу често доаѓам во ситуација каде на обуката првпат слушаат за отворени и затворени прашања. Ние сите најмногу функционираме со затворените прашања, мислејќи дека го кратиме разговорот. Имено добивањето на одговор не или секоја негација, не знам, не можам, не сакам, представува бариера во комуникацијата. И ако се сетиме на секој од нас, ако го однесеш мобилниот телефон на сервис и ти речат па не знам дали може да се направи, секогаш нашата реакција е дека прекрстуваме раце напред, се враќаме пола чекор назад и не фаќа, тоест ја затвараме комуникацијата, се затвараме во комуникацијата и тоа е една од работите каде што треба да го пресвичаме тоа и да почнеме да ги користиме отворените прашања, на пример, не знам, кој, кога, што, како, зошто, кому, каде, колку и така натаму. Зошто е тоа важно? Затоа што наместо да погодувам дали Ана ти имаш 23 години, па да добијам одговор не, па дали имаш 33, па пак не, па дали имаш 29, можам едноставно да прашам Ана кој годиште си. Така, тогаш добиваме информација директно од изворот на информација. Така да тоа е едно од правилата кој што и како треба да биде корисно и треба да биде. И така ја скратуваме комуникацијата наспроти она дали Ана имаш 23 години. Така. И ова е нешто што децава во градинка во суштина може да ги учат. Може да ги учат. Таму да почнеме за да не се учиме на работа. Да. Добро. А каква врска има ова што, нели, ти викаш комуникацијата е исклучително важна, апсолутно се служувам дека е исклучително важна. Како е поврзана со тимбилдинзите? Со самата тимска работа, значи ако ајде да ќе ги оставиме тимбилдинзите, ќе се вратиме на тимовите и работата, комуникацијата во тимовите, за да може одредена тимска задача која што треба да ја завршиме, ако немаме добра комуникација, исто така нема да биде завршена. Не знам, еден пример е тоа дека во одредена тимска задача имаме фази кои што треба да се завршат и во тие фази сум јас одговорен за еден дел и ти не можеш да почнеш додека не дознаеш дека јас сум завршил. Така, твојата работа ќе чека се додека ја не го завршам мојот дел, за да можеш да продолжиш. Ако не искомуницираме, може да поминат 5 дена, мојата работа е завршена, никако не сум искомуницирал со тебе и ти 5 дена да ги изгубиш време, заместо да почнеш да ја работиш работата и да го постигнеме и поставениот рок и целта која што ни е зададена и такви работи. Така да, тоа е еден пример. Од друга страна, ако не се разбираме за што комуницираме, исто имаме проблем во тоа дека нема да се завршиме работата како што треба. После фрустрација, после се конфликти, после се консултанти дојдете да го правате тимот. Што не е лоша варијанта и како консултант да дојдам. Не е. Да. Ама нели консултанти можат и зубаво да дојдат да не ги гасат пожариве. А често кога се за гасење на пожар се викаат консултанти за да одржат тимбилдинзи. Нели викаат тимов нешто не е добар, ај сега дојдете и измотивирате го тимов. Какви ти се искуствата со тоа? Да, сум имал и такви ситуации, ако моја препорака топла е дека тимбилдинзите не треба да се направат тогаш кога има највеќе конфликти. Тимбилдинзите треба да бидат некое средство кое што во компанијата ќе се користат како нешто кое што ќе го одржува балансот измеѓу тоа да настанат конфликти и да ги решаваме, наместо да ги решаваме можеме да дојдеме до варијанта како да ги унапредиме ситуациите за да не доаѓаме до конфликт. Од друга страна, не знам, еве и ова е една од комуникацијските работи кои што конфликт кај нас се смета за нешто страшно, меѓутоа јас секогаш ги делам на конструктивен и деструктивен конфликт. Да, оној деструктивниот е страшниот, меѓутоа конструктивни конфликти и така го сакаме да ги имаме на работа, затоа што преку конструктивни конфликти учиме. Едноставно учиме едни од други. Ако научиме да се слушаме и да слушаме кој што има да каже, тогаш ќе научиме многу повеќе и нормално тоа е една од работите која што покажува почит меѓу колегите со кои што комуницирам. А на никој од тимбилдинзите баш и се прават ситуации каде што ќе имаат луѓето конструктивен конфликт. Ама е пред да одиме во длабочина за тоа што, нели, сите аспекти да ги офатиме од тимбилдинзиве да ги дефинираме. Што се? Повеќето мислат, нели, одиме во кафана и така и имаме тимбилдинг. Да, значи вака, јас две работи кои што од моја гледна точка не ги оправдувам, тоа е да одиме на тимбилдинг каде што ќе
летаме со параглайдери, на пример, или каде што ќе јаваме коњи. Не секој има желба да јава коњ. Значи не треба да ги присилуваме луѓето, ај се ќе летам. Од друга страна некој ќе ми рече, абе добро, јас не ги присилувам, ама еве тие што сакаат на пример ќе јават коњ. Ако сме тимбилдинг како тие што сакаат. Значи тие што сакаат ќе јават и ќе имаат тура од 2 сата, а другиве ќе везат гоблени на некоја лива. Од тимот 20 луѓе, петорица ќе јават коњи. Така да и треба да се земат во предвид тие работи. Кафана е исто така, супер е да организира компанијата кафана и да седнат да се видат луѓето и да се напијат и да прослават некој мајлстоун, не знам, или некој успех кој што го постигнале, меѓутоа тоа е кафана, не е тимбилдинг. Значи у кафана исто така, кога ќе седнеме 40 луѓе фирми и кога ќе настават на една свадбарска маса, стварно не знам тој од таа страна и тој од таа страна како комуницира. Исто таму разговараме со тројца. Така. И баш кога луѓето се групираат така како што се знаат. Така да пак оној микс на мешање на луѓето и соработка, запознавање на луѓето го немам. Пак ќе кажам, убаво е јавање коњи, меѓутоа тоа според мене треба да биде, дечки, оваа недела ќе организираме или за 2 недели ќе организираме јавање коњи, кој сака нека дојде. Нека биде тоа подкриено и од компанијата, поддржано од компанијата. Следен пат ќе биде летање параглайдери, пети пат ќе биде одење на базен, така да луѓето ќе користат бенефит од компанијата. Меѓутоа не е тоа тимбилдинг. Според мене, што е правилен тимбилдинг? Ајде да го дефинираме за да вака да расчистиме што значи тимбилдинг компанија да организира. Мојата дефиниција за тимбилдинг е тоа дека треба да се направат активности, на крај на ден целото име е тимбилдинг активности или активности за градење на тимови, дека треба да се креираат активности кои што ќе бидат доволно едноставни за секого да може да ги направи. Кога велам доволно едноставно за секого, мислам на млади луѓе од 20 до 64 возрастни, луѓе кои што се повиски или пониски, луѓе кои што се потешки или послаби, машко или женско, значи да нема ограничување дека треба да бидеме атлетски подготвени за одредена активност да ја направиме. Тогаш пак правиме дискриминација на луѓето. Така да во моите тимбилдинзи сите активности се креирани во таа насок. Од една страна, тоа е едното од правилата кои што гледам да ги почитувам. Втората работа е дека кај мене на тимбилдинзите не постојат активности кои што немаат поента. Значи, ако правиме организацијски тимбилдинг, тогаш секоја активност треба да поврзаме со она што ни се случува на работа. Значи, јас после секоја активност која што ќе ја направам со луѓето, имам 5 до 7 минути разговор како сето ова, кој што до сега го правевме, ќе го поврзаме со бенефитите во компанијата. Значи, не знам дали е тоа како сум дал погрешни насоки за нештото да го направат и тогаш потенцирам дека во процесот на комуникација мораме да бидеме јасни, мораме да бидеме кратки и прецизни ако сакаме да искомуницираме како што треба. Во спротивно, ни се случува ваков хаос како што го направивме за време на активноста, затоа што ја не ви ги дадов јасна активност, овакво насоките што треба вие да правите. Па се враќаме на комуникацијата, колку е важно. Така да, и генерално барем во мојов профил на активности, освен ако не побара компанијата нешто друго, секогаш одам на варијанта да биде тоа пак за зајакнување на комуникатски вештини и зајакнување на тимска работа. Зошто мислиш дека се случува тогаш луѓето да имаат отпор? Кога ќе им кажа компанија, дечки, одиме на тимбилдинг? Ајде вака, јас сум имал ситуација каде што луѓе и на обука ми дошле кои што имале отпор. Например, не знам, минатата недела каде што држав обука, неколку од учесниците ми рекоа, знаеш, ако ни кажа дека цел ден треба да бидеме на обука, беше као... И се стемни. Да. Ама вика сега од кога помина пола обука, сваќам дека обуката е интересна, динамична, проактивни сме сите ние, дека не е она класична обука која што можеби сме ја видели или сме ја слушнале порано некаде, доаѓа еден некој си, кој што е најпаметен и седнува и збори и ние само седиме и слушаме. И презентира колку е добар. Да. И вика ние само седиме и слушаме. Вика овде ни се допаѓа тоа дека сме проактивни, дека збориме, дека коментираме, дека има прашања насочени кон нас. Каде што мене ми е секогаш целта да ги воведам луѓето во интеракција, затоа што ми е од интерес да слушнам со какви они реални ситуации се среќаваат, за да можам да им дадам некаков инпут, тоест некаква помош во однос на решавање на нивните ситуации. Некогаш е ситуацијата, да се вратам на твоето прашање, некогаш е ситуацијата дека буквално така им се пушта мејл, знаете што, ќе имаме тимбилдинг. И толку. Сепак мислам дека на сите нас ни треба некакво представување.
од типот на, не знам, колеги, планираме да организираме тимбилдинг, веќе го закажавме таму и таму. Идејата ни е да направиме ова и ова, да направиме една кохезија, да се дружиме, да видиме малце околу делот на тоа како работиме, соработуваме, да се измешаме кога е поголема компанија, каде што, не знам, сум имал тимбилдинг со компанија од 150 луѓе, каде што луѓето де факто не можат да се блиски на работа, да се познаваат до толку многу. Така да мислам дека им треба вовед за да не дојдеме до моментот на тоа сега уште еден ден плюс. Па се враќаме на комуникацијата во суштина, нели колку се луѓето информирани, како се информирани, колку се испочитувани, нели нивното време, да им се каже времето кај ќе им биде потрошено и за која намена. Така е, апсолутно се сложи. И има друга ситуација кога луѓето се незадоволни од тимбилдинг, тоа е ситуација кога ќе стигнат на локација, кога ќе почнеме со активностите и со нив дошол некој си битен тип од компанијата, дали е тоа генерален менаџер или собственик, и кој што седи од страна и само обструира. Позитивната ситуација, јас сум имал такви многу позитивни ситуации каде што колку сака нека е тој генерален менаџер, тој се вклучува во активностите, чак што више дури и се повлекува за да не се наметне во решавање на имаме активности кои што се стратешки, кои што треба да искомуницираат, во кои што треба да се направи некаков план како ќе се изведе активноста. Меѓутоа тие таквите луѓе се позитивните искуства се кога генералните менаџери ќе се вклучат во активностите, се дел од целата група, од целиот тип, наспроти тоа да се повлечат некаде и да условно кажано фаќаат сеир од страна, што овие други ве прават. Значи, ако правиме муабет каде грешат компаниите, до сега може да заклучиме дека околу две работи се ориентираат грешките. Едно е несоодветна комуникација кон вработените, а друго е кога веќе доаѓа клучниот човек на компанијата, а не е вклучен во активностите. Има ли уште нешто што би го издвоил? Главно не ми се случило, сега вака кога ќе размислам, не ми се случило нешто да се случи негативно, па ќе кажам со оглед на тоа дека внимавам да бидат активностите прилагодени, дека внимавам да бидат луѓето способни да ги направат активностите. Не правам нешто што е тешко, нешто за кое што не знам треба посебни физички способности. Така да главно не, веќе кога ќе почне дружбата, јас кај мене во активностите имам некој концепт како ги терам сите активности, пак да има некаква поврзаност, да не е тоа дека лутаме и не знаеме што правиме, него ете на Павле му текнало само ќе влечеме јаже, нели? Влечење јаже за мене е ајде да си ги покажеме мускулите. Ако нема поента влечењето на јаже и ако тоа не е фирма од на билдери, нели некој билдинг студио, тогаш нема поента влечење на јаже според мене. Зошто да видиме кој е појак, што е поентата на тоа. Така да главно мислам дека тие се две. Добрата комуникација која што треба да претходи на луѓето кои што треба да дојдат и нормално комуникацијата од менаџментот. Пак ќе кажам, не мора да е генерален менаџер, не мора да е собственик, некогаш се случува да имам непријатна ситуација каде што некој си раководител на оддел, сега јас ќе седам од страна, ова не е за мене, ова е за вработените. Ни по точка разно не е така. Значи кога правиме тимбилдинг, тогаш сме цела компанија тим и тогаш е тимбилдингот за сите. Ако не планираш да учествуваш, подобро не доаѓа. Многу е поедноставно да не дојдеш, отколку да не учествуваш, а си дошол. Да, тоа е многу добра и насока за генерално за компанија, нели? Кој доаѓа дека треба да е вклучен? Апсолутно, да. Како секој остан. Да. Па ако е вклучен во јадењето и во кафето, зошто да не е вклучен и во активностите, така? А си имал ли ситуација кај што имало стварно лоша организацијска клима и да имаш предизвик да ја поправиш со еден тимбилдинг? До толку многу не, сум имал коментари и тоа е многу нормално. Секојаш има коментари, па знаеш, на работа не е баш вака, овде као нешто глумиме лудило. Меѓутоа, ако земеш да ги издвоиш дека коментарот доаѓа од 50 луѓе, од 23, секојаш имаме процент на луѓе кои што некако пробуваат да прикажат незадоволство. Не се сложувам дека е така. Верувам дека во одредени компании има одредени предизвици, сигурно има и некакви одредени притисоци во даден момент, каде што се чувствува можеби некаква покlimава атмосфера, ама
се надам дека тоа менеджментот го решава на соодветен начин за да не се доведат во такво нешто, пошто би требало да се свесни менаџерите и менеджментот дека таквото прегорување, тоест таквото дозволување да се шири таква атмосфера во компанијата на крај на ден е лош резултат и за луѓето кои што се внатре, кои што ќе почнат да се одлеваат, меѓутоа и за самиот менеджмент и самата компанија и за работата која што компанијата ја работи. Таа личи како едно од оние работи кои што менеджментот и HR одделот, ако не ја забележат на време, може да настане голема белја. Може да настане. Има ли нешто друго од твое искуство кое што си приметил дека не многу му се обрнува внимание, а е важно? Ќе излеземе од темата, тоа е нешто, мада е апликативно и за тимбилдинзите. Како што реков, јас на тимбилдинзите после секоја активност давам некаква поента на тоа зошто сме го правеле ова. Моето очекување и мојата препорака, уствари не е тоа моје очекување, пошто не станува збор за мојата фирма и за моите луѓе, меѓутоа мојата препорака секогаш е дека дел од темите треба да ги отворите понатаму на состанок. Така, да видите што се случило, како се случило, да се навратите назад, за да видите дали се јасни работите во компанијата и меѓу тимовите за тоа што треба да се прави. Така да, некако мислам дека дури и после обуките и после тимбилдинзите нема фоллоуап на тоа што правевме, што се случуваше, како изградивме. Јас имав еден интересен тимбилдинг со една компанија пред неколку години, каде што побара различни теми да покриеме. Затоа реков преска на почеток, кај мене се креирани активностите во насока на комуникација и во насока на градење на тимови. Меѓутоа, апсолутно, ако компанијата има идеја, идентификувала, мене тогаш искрено ме израдува моментот на тоа што они имаат идентификувано каде можат да извадат бенефит од луѓето и со што се справуваат во даден момент. И точно беше конкретно направен тимбилдингот и нормално јас ги променив сите активности. Задржав дел од овие, меѓутоа променив активност. Например, не знам, ми рекоа дека сакаат да ја слушнат цела компанија и сите вработени што размислуваат од аспект на тоа како во иднина треба да се промовираат, каков маркетинг да направат. Така да направивме активност кој што беа измешани, не знам, и продажба, и финанси, и сметководство, и се живо и диво што содржи една компанија како сектори, и ги натиравме сите да размислуваат на маркетингот во компанијата. И каков ефект имаше тоа? Одличен ефект имаше, затоа што нели супер е ние луѓето што ги имаме во маркетинг, они се стручни за тоа. Тоа не значи дека другиве немаат идеја. Тоа не значи дека другиве не гледаат. А тоа многу ретко се прави во компаниите, да се побара мислење од останатите кои што не се дел од одделот. Да, многу ретко се прави, за жал. Затоа и го издвојувам тој тимбилдинг кој што беше одличен како насока. Да, ги изморив прилично, имаа дента, вториот ден од настанот поминаа по некои си 5-16 километри пешачење низ Охрид, ама на крај на ден беа срекно изморени. Сигурно ефектите биле долгорочни. Ете и уште една работа на која што може да се обрне внимание. Веќе кога се прави да се земе мислењето од тие што се таму за различни аспекти, не само за она што го работат. Тоа е одлична насока, супер што го издвои. Значи, кога веќе сакаме да организираме тимбилдинг, ако сме идентификувале нешто кое што сметаме дека може да ни е, грубо звучи рак рана во компанијата, ама дека може да е некаков проблем. Област за подобрување. Да, за подобрување. Или кога сакаме да извлечеме одредени идеи, треба компаниите да знаат дека може тоа да се направи низ тимбилдинг, да, треба да се направат соодветни активности. Мене лично, јас имам еден тон колеги кои што работат тимбилдинзи, нема зборувам за нив, меѓутоа мене лично не ме мрзи да направам активности, да смислам активности, нормално во координација со HR тимот, за да покриеме некои работи кои што сметаат луѓето дека во компанијата им се потребни или не знам, да извлечат нови идеи. Исто активност имавме за тоа да видиме како да подобриме продолжбата. Значи, како да ги комуницираме клиентите, потенцијалните клиенти. Пак направивме активност која што излезе од многу луѓе кои што имаше одлични идеи. На крај само ги скролавме сите оние флипчарт листови, за да си ги однесете и тогаш насоката ја дадов. Отворете ги на работа, едно по едно отворете ги, изборете ги на состанок и соберете група на луѓе кои што сметате дека даваат овакво
интересен или конструктивен фидбек во однос на тоа што понатаму и развите го како идеја, како процес во компанијата. Имаш ли увид за тоа што се случува после со За жал, компаниите? За жал не. Затоа што некако на ниво на цел балкански простор кај што генерално функционираме, чувството е дека се прават работите, ама нема follow-up. И дека се прават многу активности кои што не заживуваат. Да. И ти веќе спомна дека една од грешките на менеджментот е што ќе потроши пари и ќе ги однесе вработените и после не го користи тоа што се случило таму за вработата и може да дадеме еден предлог, апел, како да кажам, до компаниите кога веќе даваат пари и посветуваат време да тоа што таму се прави да си го земат и да го сработат и да го живеат после тоа. Апсолутно. Значи јас го одамна го зборувам тоа дека обуката како обука сама по себе пардон, ќе донесе некакви нови размислувања. Дел од луѓето и ќе се обидат да променат нешто. Зашто сакаш нека обуката? Дали е комуникација, дали е продажба, дали е преговарање, дали е за човечки ресурси, каква и да е обуката, дел од луѓето кои што се учесници на таа обука ќе се обидат да променат нешто. Меѓутоа, ако нивното раководство, значи зборам од левелот одма над нив, некој раководител, ако е левелот после нив, ако немаат сознание за што, какви заклучоци ние сме донеле на обуката, они не го менуваат нивното однесување. Ако системот не поддржува, сигурно дека ќе се вратат на стариот начин на однесување. Чекорото се враќаме на комфортната зона затоа што раководителите не барат никаква промена од нас. И после резултатот, тоест коментарот е дека немало ефект. Да. Што е штета. Јас имав дури неодамна една ситуација, неодамна лани беше, 25-та имав една ситуација каде што прашав дали раководителите на луѓе во кои што ми ги препорачуваат да дојдат на обука, ќе бидат на обука, и добив одговор: не, таа е само за вработени, за раководителите ќе направиме друга. Велам, добро, како ќе спроведе тоа обуката? Значи тоа што јас ќе го кажам во 2 дена нема да се спроведе. Мора да има некој од внатре кој што ќе ги прати сите овие заклучоци кои што сме ги збореле, за да ги спроведува, за да ги гледа меѓу време што се спроведува, а што не. И да ги мотивира вработените што ќе ми ги пратите на обука да го спроведу. Па не, така ни е концептот на нас. За раководителите имаме друга обука предвидена, за овие ова е. Екам, добро. И каков е ефектот врз тие вработени што доаѓаат на таков тип? Океј, ќе извадат еден ручек гратис у текот на денот. Убаво ќе си поминат. Кафе ќе се напијат, убаво ќе си поминат. Знаеш како, не е дека е никаков. Имаме луѓе на обуките, греота збориме дека сите се исти. Имаме луѓе на обуките кои што лично сакаат да се променат, без разлика дали компанијата ќе прифати нивната промена, тоест ќе ја бара нивната промена. Има луѓе кои што идентификуваат каде грешат, каде можат да се подобрат, што е одлична варијанта. Јас секогаш велам, во моментот кога ќе се затвориме, престануваме да учиме затоа што мислиме дека се знаеме. Меѓутоа многу од луѓето кои што ми доаѓаат на обука имаат отворен ум и велат: ја не знам ништо или знам докаде што знам и се уште имам што да учам. Ја многу ги сакам тие луѓе затоа што се менуваат за себе. Дури и на обуките го потенцирам дека промената која што ќе ја направиме не е само во интерес на компанијата каде што работиме денес, него е во интерес на друштвото со кое што се дружиме приватно, е во интерес на семејството како ќе комуницираме, што ќе правиме, и во интерес на лично ние и нашиот напредок. Како не? А на работа така го посветуваме најголемиот дел од времето. Не спиеме толку, не сме дома со нашите толку, не сме со пријатели толку, веќе кога сме таму, сигурно дека може да извадиме максимум од тоа што ни се нуди. Апсолутно да. Многу убави работи кажавме, може ли да сумираме што е потребно за да е еден тимбилдинг на вистина добар? Пошто ги зборевме овие неубави работи. Так. И некако да направиме една to-do листа за еден раководител кој што би сакал тимот да го однесе на тимбилдинг, што е тоа што треба да го направи и како да постапи за да биде успешен. Секогаш ќе препорачам да се избере некој кој што ќе го прави тоа за нив, како тимбилдинг, освен ако немаат во компанијата, пошто многу компании се обидуваат сами да го направат. Не секогаш го прават успешно тоа, колку и да они, не знам, ги анимираат луѓето.
изберете човек кој што знае што прави, со кој што нормално ќе имате претходна комуникација и со кој што ќе дефинирате кои се целите на тимбилдингот. Секогаш треба да има за нешто што правиме, треба да има цели. Претходна добра комуникација, го спомнавме тоа уште на почетокот, претходна добра комуникација со луѓето кои што планирате да ги поканите на тимбилдинг, чисто да им кажете дека идејата е да се подобриме, идејата е да направиме дел од забава и дека сето тоа ќе го направиме преку забава. Не спомнавме, имаме комбинации, имам правено каде што компаниите знаат да побараат некаков дел кој што ќе биде формален од аспект на обука на одредена тема, а после тоа да се префрлиме на активности. И тоа е сосема окей, зависно од тоа колку времето дозволува. Така да побарајте помош од таму каде што треба, направете концепт, тоест кажете си како компанија што е она што сакате да го постигнете, затоа што е возможно да се променат активностите, да се креираат нови активности. Направете концепт на денот, деновите, кога и да се оди, и нека биде тоа навремено најавен. И на крај на ден кога сме таму, пак ќе го спомнам тоа, сите оние кои што ќе дојдат не учествуваат. Јас секогаш прашувам, не знам, има некоја активност каде што треба некој да подрипне, секогаш прашувам дали некој има проблем со кичма, со нога. Да, во одредена активност, ако има проблем ќе го отстранам, ќе предупредам дека ако нели имаме проблем со кичма, ова не би било препорачено, ама тоа е една активност од 8, од 7, од 6, од 9, колку и да се активности каде што ќе го отстранам да биде на страна чисто заради превентива да не направиме некоја белја. Се останато е буквално прилагодено за секого, барем кај мене. Не одам на варијанта на никогаш не сум делел медали за тоа кој е најдобриот тим, пошто не сметам дека треба да постои во одредена компанија најдобриот тим, на што? Така, на фрлање топка, на фрлање ѓуле. Кога ќе одиме на надпревар, ќе видиме кој е најдобриот тим. Овде не сме на надпревар. Да, имам надпреварувачки активности, чисто да го потенцирам моментот на тоа дека постои начини како... И тоа, знаеш како е надпреварувачки активности, меѓутоа сите имаат истата задача. И ги правам чисто за да потенцирам дека ако имаме добра комуникација, добра организација во тимот, можеме и на подобар начин да ја завршиме работата. Така, значи, треба само да научиме да се слушаме, да веруваме едни на други и така натаму. Значи, во таа насока се надпреварувачки, чисто да направам дистинкција дека овде имало подобра организација. И пак има муабети после тоа. Така да тие се некои насоки, едноставно е. Значи, ако изберете човек кој што има искуство, кој што знае што треба да направи со луѓето, многу едноставно. Ако имате таков во компанијата, слободно искористете го, ама не ај вие сте човечки ресурси, ај направете тимбилдинг сега. Да, обично човечки ресурси и маркетинг стануваат тим кој што треба да го организира настанот и знае да биде добро, ама знае да биде некојаш и многу напнато за сите и на крај да се вратат луѓето незадоволни. Кога веќе се ангажира некоја страна, има пазаров нуди доста, меѓутоа има и добри и лоши искуства. Имаш ли некои препораки за тие што го прават тоа, што да прават, што да не прават? За да го избегнеме да го избегнеме незадоволството кај луѓето кога се викаат да одат на тимбилдинг. Така. Бета, споменав некои работи. Не доделувам медали на луѓето. Не сметам дека треба да добијат медали. Посебно кога збориме за не знам, имам гледано еден многу интересен за кој што веројатно никогаш не би го организирал како таков, тоест на токава бројка на луѓе. Тоа беше една од компаниите кои што работат со игри на среќа, кои што има организирано до фудбалски надпревари по вистински стадиони, до надпреварувачки, до не знам, оние навивачки групи и така натаму. Таму да, окей, ама они се во игрите на среќа, они се во спортот, они се во такво нешто. И тоа беше изворедно, она што успев да го видам како не знам, можам да кажам дека ми е сон еден ден да достигнам за да направам 1500 луѓе тимбилдинг на таков начин. Меѓутоа во нашето обкружување во компании со кои што ние ги работиме, мислам дека е сосема доволно да се направи само добра организација, да им се даде на луѓето забава. Јас имам дури некој концепт, не знам, имам одредена територија, тоест место каде ги организирам најчесто, кој ќе се побара од мене. Сакам да е тоа пошироко, да не сме заглавени само на една коцка.
во целиот ден е направен некаков концепт и со дегустација на вино на крајот и со организиран ручек и пак дружбата да се направи. Секогаш се тоа групи кои да што се направени по дури и на масите има како ги групирам луѓето и така натаму за да не се групираат сами. Така да треба да биде лајт. Не дозволуваш луѓето природно да си се организираат околу тој со кој што веќе се дружат на работа, што го познаваат. Најчесто не, во текот на целиот ден на неколку пати ги менувам тимовите кои што работат. Дури во време на активности, значи прво паровите кои што се прават се многу суптилни. Ајде, првата активност е да направам парови, втората активност е тие парови да функционираат заедно. Иако они не се свесни дека јас тоа го правам низ текот на активност. Па после тоа имаме еден ваков начин на правење на групи. Па од овие после тоа ги зимам, не знам, ако бил начинот на правење од 1 до 7 како што биле во круг, после тоа викам ајде сега само кецовите. Соберете се кецовите, така да пак ќе ги соберам од 5 различни тимови, само кецовите. Тоа колку е ретко во суштина во организацијски контекст. Ние на работа соработуваме со некој најблиску и најчесто е тој односот. Ретко кога имаме можност со колегите од другите оддели наменски да работиме нешто. Па идејата е тоа да видат луѓето дека и другите размислуваат на правилен начин од една страна. Ајде, не можеме да го издвоиме правилен и неправилен, меѓутоа нека е наразличен. Ама ако на луѓето им се даде можност да размислуваат за одредена работа, очекувањата треба да бидат дека ќе размислуваат различно. Така, без разлика по кој основ? По основ на тоа дека немаат искуство, па ете само нивната перцепција ќе слушнеме. Ама тоа воопшто не е лошо. Тоа воопшто не е лошо. Значи, јас секогаш велам и на обуките за менеджмент, процесот на носење на одлука треба да ни биде со луѓе кои што размислуваат различно. Спротивно, немаме поент. Ако имаме ние примери, наши не, меѓутоа светски примери имаме каде што големи особено технолошки компании вработуваат и луѓе кои што се неуродивергентни, зборам со аутизам, со АДХД, баш од таа причина, за да можат да добијат различна перспектива на размислување. Сигурно дека можеме колегата од другиот оддел да го прашаме за неговото мислење на темата. Апсолутно. Знаеш како, Ана, многу често го потенцирам колку ни е важно да знаеме дека сме различни, колку ни е важно да ја почитуваме различност. Секогаш велам, ако земеме 5 души од иста генерација, на исти факултет, кои што оделе во иста класа, кај исти професори, мислите дека ќе извадиме едно исто мислење? Не, никогаш. Значи, сите они ќе имаат различно мислење, без разлика што исто се образовани, истата генерација, се во исто време растале, се нека е исто. Пак ќе извадат различни мислења. Зашто е тоа така? Затоа што ние сите имаме различна перцепција за одредена работа. И тоа е користното. Моето мислење е едно и единствено, и ако ја не ги раширам видиците на страна од другите мислења, како можам да донесам правилна одлука? Јас знам најмногу од сите? Не, ни по точка раст. Нити ја, нити ти, нити било кој сам знае повеќе од колку, како беше на нас во наше време кога раставме, секогаш ни велеа 2 глави се секогаш попаметни од една. Па тоа е тоа, 5 глави ако ги донесеме на состанок за да донесеме одредена одлука или да размислуваме како да решиме одреден проблем, секако дека ќе бидат попаметни од една. Сигурно, инаку може и контакт со реалноста да изгубиме. Зашто многу често луѓето викаат директоров појма нема што се случува. Ако добро ја поставил компанијата, нему ни треба да знае што се случи. Ако поставил добар менеджмент, тогаш не мора да знае. Кога му треба информација, или кога вика или има некое мислење кое што навистина нема врска со реалноста. За тоа зборам, инаку директор кој што добро поставил, алал нека му. Така е. А ако е директор кој што ги собира сите на состанок за да му каже само тоа што сака он да слушне, а при тоа не се реалните се состојби, тогаш веќе има проблем. Има ли, ова ме потсети да те прашам, дали има време кога е најсоодветно или ситуација кога е најсоодветно да се организира некаква тимбилдинг активност? Тимбилдингот треба да биде некакво освежување на луѓето, да излезат од работна атмосфера, да се отиде некаде, не мора тоа да биде нити со преспивање, не мора да биде ни некаде далеку, меѓутоа да сме излезени од работна атмосфера
Ја искрено препорачувам барем 2 пати во текот на годината, сосема доволно, еднаш на пролет, еднаш на есен, иако и со еднаш можеме да го постигнеме ефектот, ама почнува да им недостига на луѓето. Луѓето кои што ќе си поминат убаво на тимбилдинг сакаат да се повтори. 2 пати мислам дека сосема доволно, еден убав оптимум, така да ако збориме за тоа дека треба да ги изнесеме од фирма, има тимбилдинзи кои што ги прават, иако се веројатно за помали, не знам, оние како ги викаат, агентски соби или не знам како се нарекува, нешто као решаваат мистерии и така натаму. Escape room-ови. Escape room-ови, не сум бил до сега, а верувам дека е интересно и дека таму се решаваат, таму се отвараат прилично виуги на луѓето кои што треба да размислуваат како да излезат од одреден проблем. Меѓутоа, што е исто така опција, некогаш да се прошара, ама мојата перцепција е нека излезат на отворено, нека биде тоа убав некој ден, нека биде некоја убава природа. Ако имаат повеќе време да бидат таму 2 дена, нека биде тоа и со скара дополнително и со пикник дополнително, и се е опција, ама да се направи убав концепт, да не дозволиме пак, кој што спомена преска, комуницирам со овие двајца што ми се најблиску на биро и само со нив ќе бидам и тие 2 дена, него да се направи концепт како луѓето да се запознаат, да се измешаат, да слушнат што едни за други размислуваат, што едни за трети размислуваат и така натаму, за да направат некоја кохезија, пошто на крај на ден секој во една компанија, нели, тоа може да звучи како некој клише, меѓутоа фактот е тоа дека секој еден во една компанија е важен за компанијата и за односот во компанијата меѓу луѓето и за резултатот на компанијата. Викаш, убаво е 2 пати годишно или барем еднаш годишно, многу компании ни еднаш годишно не го прават. И изговорот реален е кога викаат ние немаме пари. Некои компании нели реално се мачат со ликвидност и така натаму. Прашањето до тебе ми е колку пари се реално потребни? Дали тоа мора да биде нешто специјално или кој е оној минимум што треба да се запази за да може да речам било која компанија да може да спроведе тимбилдинг активност? Па не сметам дека е многу скапо. Јас имам некоја оптимална понуда направена по човек која што зависи од групата на луѓе, која што одговорно тврдам дека за група од 50 плюс луѓе, истите тие луѓе само у кафана да ги однесете, ќе платите исто толку колку што ќе платите кај мене за целодневно. Во она кое што јас зашто го споредувам? Во она кое што јас го организирам, имам, да речеме, на пристигнување имам welcome coffee, имам 3,5-4 часа активности, кога збориме за еднодневни. Во тие 3,5-4 часа се вклучени води за луѓето цело време, во неограничени количини. Во истата таа цена имам направено прошетка по винаријата каде што се случува ова, затоа што има историски моменти така натаму. Имам ставено дегустација на 3 вина, имам ставено комплет ручек, кој што почнува со салата, со главно јадење, со десерт и со вклучено неограничено безалкохолно пиење. И истата таа цена ќе чини исто во кафана на Боемска улица да ги однесете во кафана по човек ќе платите истата таа цена само за јадење за пиење. Така да не сметам многу дека често се оди по кафани. Охо. За кафани на пример не ниту една фирма не кажала ние немаме пари за кафани, се носат во кафана. А и прашањето што е реално скапо. Ние не ја мериме вредноста колку чини нешто ако не се направи, демотивацијата која што ја намалува продуктивноста и колку дополнително може да додаде ако се направи. Така што може и да го завршиме со тоа да апел до компаниите да не штедат на ова, ама да го прават правилно, затоа што инаку може да има негативни ефекти и да го прават редовно. Така е. Тоа е пандан на она, сигурно ти има улетано каде што разговараат CEO-то и финансовиот директор за обуките. И сега, нели, како беше финансовиот вика, директора, ако платиме и после тоа ни отидат луѓето, вика, џабе сме ги дале парите. А директорот вика, ако не платиме и ни останат, што сме направиле? Така да, апсолутно, тоа е таа вредност. Дали ова кое што ќе го платиме, ќе ни донесе вредност или не, верувам дека ќе донесе повеќе вредност, ако е правилно организирано, отколку ако не го платиме. Значи, не е нешто кое што е страшно.
Да се надеваме дека ќе помогне некоја компанија да направи некој тимбилдинг повеќе и да го направи на добар начин. Апсолутно. Нека го прават на добар начин. Ние споменавме и претходно во разговорите, има еден тон убави работи кои што можат да се прават за вработените. Сакам да потенцирам на тоа да не внимаваат, да не гледаат на вработените како на роботи. Сепак се тие луѓе кои што го издвојуваат сопственото време за да дојдат на работа, да за некаков бенефит финансиски да речеме, меѓутоа од друга страна се делат од семејство, се делат од пријатели, доаѓаат, внесуваат, даваат свој инпут во работењето, така да нека ги третираат луѓето како што треба, правилно. Како луѓе. Ете така, како луѓе и нека ги слушаат. Едно од омилените работи, две ќе ги кажам уствари, една од тие две омилени работи е вели почнуваме да учиме тогаш кога ќе научиме да слушаме, затоа што се додека збориме го кажуваме само тоа што го знаеме. Ништо ново нема што да слушнеме од себе си, така да нека ги слушаат луѓето кога разговараат, за да ја почувствуваат и да го почувствуваат и бенефитот од проактивноста на луѓето и од нивното размислување. И втората работа посебно насочена за лидерите и за менаџерите, мене ми е прилично предизвикувачки, у таа насока сакам да го пренесам како предизвик, дека ставањето на визит карта титула на менаџер или на лидер не ве прави менаџер и лидер. До моментот додека не изградите некој од сопствениот тим да биде менаџер или лидер. Тогаш кога ќе изградите менаџер или лидер од луѓето со кои што раководите, тогаш станувате менаџери и лидери. До тогаш може само по дома да ви се радуваат дека имате визит карта за менаџери, за лидер. За ова ќе треба да дојдеш за друга тема да збориме. Ќе дојдам, за лидерство многу, ама да, многу важно. Кај нас викаат, како не да му кажам сега, ќе му ги кажам сите тајни, утре ќе ме смени. Тоа и после тоа, нели после тоа нема кој да дојде да работи како менаџер. Така е. Нема затоа што многу не ги растеме. едноставно кога ги градиме луѓето, тоа значи дека сме научиле да ги слушаме, сме научиле да ги процениме нивните потенцијали и во тој случај учиме од истите тие луѓе. Така да во процесот на градење на некој со кој што работиме се градиме и ние. Нема да не заменат. Напротив. Ма и да не заменат, ние ќе може да одиме на нешто друго. Да. Фала ти многу добри поинти извлековме, ми беше многу задоволство и се гледаме на следнава тема за лидерство. Тема, здрави. Се гледаме кога и да посакаш, фала ти многу на поканата, ми беше ептен пријатно да разговарам со тебе, веројатно нашите разговори ќе продолжат уште многу, а она што ќе го снимиме сега и во иднина, ќе има што да кажем и за пратам. Има теми. Фала ти, Павле. Фала, Диана.